црковно лице, обичен монах, се моли на Бога да умре Васил Чакаларов. Замислете, тоа е духовно лице. Последната битка на Васил Чакаларов дава еден жесток отпор тука и покрај раните во главата, што решил на херојски начин да го заврши својот живот. Кога се дигна Чакаларов, целиот со рани, со бујната негова кадрава коса, убав човек, вика целиот во рани и крв, и кога го насочи револверот кој нас, вика беше навистина страшен. Вика, ние пукавме кон него, пукаше и тој не промашуваше. И веќе со последниот куршум така паѓа Чакаларов, дури и со неверување грчките војници тргнале кон телото. Така што Васил Чакаларов е познат особено и кај и во грчката историографија, која што исклучително негативно пишува за него. Јас во такви некои извори имам цитирано во монографијата за Васил Чакаларов, каде што имате таков парадокс. Грчко црковно лице, обичен монах, се моли на Бога да умре Васил Чакаларов. Замислите кој парадокс е тоа. Да. Господе, дај, вика, да умре Чакаларов, земи го побрзо тој гркомрзец кај тебе. Замислите, тоа е духовно лице. Вие да поседувате една таква патолошка омраза кон Васил Чакаларов. Впрочем, самата патолошка омраза кон Чакаларов е најизразена во чинот на неговото убиство, кој што мислам дека не постои во аналите некаде на некоја современа историја на некој европски народ. Самата смрт на Васил Чакаларов. Ајде малку околу тоа, сакав со тоа да привршуваме околу Коте и убиството. Па видите, таа смрт на Васил Чакаларов најпластично е има опишано еден грчки офицер кој што учествувал во битката со Васил Чакаларов. И тоа статија е објавена во неколку грчки весници, преведена на грчки јазик, каде што Чакаларов е на насловната страница. Навистина, податоците што ги дава грчкиот офицер се ужасни. Имено Чакаларов со една чета од неколку десетина борци заминал длабоко во заднината на грчката војска со намера да дојде во Костурско и веројатно да ја продолжи таа борба на теренот во Македонија, и тоа во самото предвечерие на Втората Балканска војна. Без никаква помош, ниту од Бугарија, ниту од офицери, ниту со оружје. Грчката војска и полиција му влегла во трагата на Чакаларов и го стегала обрачот околу него. Тој почетокот на јули 1913 година со четата успел да стигне во Костурско и да се поврзе со дел од локалното членство на ВМРО кое што веќе е растурено во тој период. Имал неколку судири со грчката војска и полиција и веќе имал неколку рани, че е ранет на неколку места. Но и покрај барањето на дел од неговите соборци да се вратат назад во Бугарија, тој одрекувал да го стори тоа. Продолжуваме напред. Одиме кон Костурско, истакнал Чакаларов. И во една таква ситуација во местноста Белкамен, или позната како Лакото, сега тие топоними се сменети со грчки, е последната битка на Васил Чакаларов. Останат со неколкумина негови соборци, заобкружен од грчки андарти и полиција и војска, дава еден жесток отпор тука и покрај раните во главата, во раката, на 3 места бил ранет. Неколкумина соборци се обидувале да ги превијат раните, но тој веќе не гледал на тоа. Веќе веројатно се наоѓал во една агонија каде што решил на херојски начин да го заврши својот живот. И таму најубаво дава опис грчкиот офицер, во последниот момент вели, кога се дигна Чакаларов, целиот со рани, со бујната негова кадрава коса, убав човек, вика целиот во рани и крв, и кога го насочи револверот кој нас, вика беше навистина страшен. Вика, ние пукавме кон него, пукаше и тој не промашуваше. Што е вака зачудувачки, тоа е описот грчкиот офицер, колку и да е субјективен, сепак дал една реална слика. И веќе со последниот куршум така паѓа Чакаларов, дури и со неверување грчките војници тргнале кон телото, и кога се увериле дека е веќе починат, дошле на местото на самата погибија на Чакаларов, му ја пресекле главата на Чакаларов, телото не се знае каде е погребано, и ја сликале главата на Васил Чакаларов, и со цел да го заплашат македонскиот народ од Костурско, кој што многу добро знаел кој е Васил Чакаларов, која е легендата исплетена за Чакаларов во тој дел од Македонија, ја носеле набиена на колец главата на Чакаларов, и тоа главата ја носел еден од неговите заробени четници во четата
Васил Иванов и уште еден Илија Димушев. Тие се двајцата кои што ги натерале да ја носат главата. Па ги терале заробените негови комити да ја плукаат главата на Чакаларов. Се сликале со неа. Тоа е еден голем чин на варварство и овде во спомените еден од преживеаните негови соборци вели: "Вие ли се обидувате да докажете дека сте цивилизирана нација? Па вие сте варвари и со право Александар Македонски дошол да ве покори вас како варвари." Тоа е еден од неговите соборци се мемуарите. И потоа целата таа ужасна процесија на сквернавање на убиениот Чакаларов и на неговата глава, за среќа ја прекинал еден српски офицер кој што кога го видел тоа исто вака застанал и се побунил пред грчките офицери и некои нивни сојузници. Ова на ништо не личи, вие ли сте лулка на цивилизацијата? Дајте прекинете со оваа срамна процесија, имате ли нешто христијанско во вас? И како резултат на тоа ја прибрале главата и ја дале на еден свештеник да ја погреба во Лерин во дворот на тогашната црква Света Богородица. Тоа е последниот историски податок каде е закопана главата на Васил Чакаларов. За телото не се знае. Предпоставка е дека телото е оставено таму на горските зверови таму во планината на местото на неговата погибија. Тоа е таа ужасна смрт која што е доживеа Чакаларов и додека траела целата процесија, главната реченица на грчките андарти била: "Мртов е Чакаларов, мртва е Македонија, ве нема и вас македонците." Со тоа сакале да го убијат духот на македонскиот народ во Костурско со тој грозоморен варварски чин. И сето тоа е опишано од страна на овој грчки офицер и статијата е објавена во грчките весници, нормално преведена на грчки јазик. Така заврши Васил Чакаларов во неговиот краток и бурен револуционерен живот од таму од 1900 до 1913 година. На колку години загинува Чакаларов? Па Чакаларов е роден 1874 година, починал 1913 година, значи тоа е 39 година, 39 годишна возраст. Е убиен. Многу млад. Точно ли е дека си го изведил својот зап кој што му бил крив затоа што по него бил препозналив и за да не го препознаваат? Така е. Така е. Тоа е една интересна анекдота за Васил Чакаларов. Кога видел на едно место додека се обидувал со сестра му Зоја да ја помине тогашната грчко-турска граница, видел, влегол во некој весник, таму имал опис, знаел да чита грчки. Внимавајте до сите службеници, човек со еден накривен зап ќе помине, тоа е главен знак за препознавање на Чакаларов. Влегол во една берберница и овој што е берберинот му го извадил забот. Берберот? Да, берберинот му го извадил забот. Добро, ама берберница порано била за многу повеќе работи. Да, за многу работи. Да. Така што ја истрпил таа болка и кога ја отворил, нема зап овде. Подосна си ставил златен зап и кога му ја исекле главата, му ја отварале устата на најпогредни начини. Ви погледнете му го златниот зап на Чакаларов, гледајте кој е, плукајте во него. И така натаму, но тоа треба да го знае македонската јавност, за да види што се случувало на дел од честните и истрајните македонски револуционери како што бил Васил Чакаларов. И на бродот кога се возел, бидејќи со брод преку Италија требало заобиколно да замина за Бугарија, има една случка со еден грчки трговец бил, кој што се запознале и разговарале, и тој исто му истакнал Чакаларов без да го знае неговиот идентитет. Таму имаше еден Васил Чакаларов кој што беше страф и трепет за нас грците. И јас сум, вика тој. И застанал гркот. Не е можно ова да го зборувате, многу цивилизирано се однесувате за еден Васил Чакаларов. Значи каква легенда била се правила дека е суров, дека е безкомпромисен, дури кога со малото ова арапско конче во востанието доаѓал да се бори со турските војски, таква легенда се проширила за него, што ги плашеле обичните турци, цивилното население, дека внимавајте, доаѓа страшниот Чакаларов, само неговиот коњ може да изеде 10 луѓе. А погледнете го кончето, арапско конче, запленето од мудурот во градот Клисура. Значи, едно се фактите, друго се легендите кои што се правеле веројатно од страф за тоа кој е Васил Чакаларов. Вели на кој јазик разговарал со грчкиот трговец, кажа професорот дека зборел грчки, албански, турски и македонски. Да. Професоре,
малку, ако може повеќе да ни раскажете околу односите кои што ги имал еве Чакаларов со Сарафов, со Гоце Делчев, со Даме Груев, со другите македонски револуционери, за да можеме да сватиме која била, ете да кажеме, поврзаноста нивна, како нели хиерархиски делувале, Да. со кои други познати револуционери е современик. Да. Првин, во поглед на револуционерите од Костурско, неговите најдобри соборци се Пандо Кљашев, Лазар Поптрајков, војводата Митре Влаот, Лазар Москов, Иван Попов, Кузо Стефов и редица Атанас Кршаков. Можам да ги бројам војводи од Костурско уште многу. Во поглед на попознатите револуционери имал извонредни односи со Борис Сарафов. Тие останале пријатели до крајот на неговиот живот. Впрочем, и веста за убиството на Борис Сарафов ја примил со една голема резигнираност, една голема тага во една телеграма што ја разменил со еден негов близок пријател. За да ви илустрирам што значи неговата поврзаност со Борис Сарафов, ќе ви кажам како вршеле зачленување на нови членови на ВМРО кога Борис Сарафов доаѓа на мисија во Костурско. Имено сите собранија ги држеле ноќно време во црквите, нормално се знае заради опасноста од откривање од турската власт. Таму се држеле френетични пламени говори од страна на Чакаларов и Борис Сарафов, со кои што го повикувале македонскиот народ масовно да се вклучи во редовите на ВМРО. И тука зачленувањето било во десетици луѓе. За жал немаме точна евиденција колкаво членство имала во тој период ВМРО како организација, но тука ќе ви го кажам примерот со тоа дека нема речиси ни едно населено место во етногеографска Македонија каде што немаме членови на ВМРО. Тоа е благодарение на мисиите на Борис Сарафов, на Гоце Делчев, кој што теренски ја обиколувал цела Македонија, за Костурско, Чакаларов и така натаму. Исто така имал извонредни односи со Даме Груев, со Гоце Делчев, исто така одлично соработувал од тие авторитети на кои што да речеме бил подреден во хиерархијата на самата организација. Споменува тука и помалку познати, во книгата ги имам наведено, Матеј Геров, Апостол Димитров, негови блиски пријатели, Лазар Киселинчев, со кого што исто бил во роднински односи. Имате, например, еден куриозитет, негов соборец во неговата чета или во четата беше на некој од другите костурчани, влегол во брак со неговата сестра, Зоја. Значи, така што тие роднински односи се правеле на една таква основа, на една голема доверба што владеела помеѓу тие луѓе. Тие, впрочем, биле едно големо семејство. Така се настапувало во самиот однос. Гледате Гоце Делчев како се однесувал со него, Да. а како Чакаларов со него. Тоа била една голема доверба која што не била изградена преку ноќ, туку се градела со месеци, се градела со години. И таа доверба се заслужувала, а можела многу лесно да се сруши со само еден потек.